По 19 години селидба од една во друга устанува штитениците на воспитно-поправниот дом во Тетово, кои се сега сместени во затворот во Охрид, во лоши и нехумани услови, ќе бидат префрлени во новиот објект на ВП домот Тетово, лоциран во атарот на село Волковија. Првите луѓе на управата попладнево извршија увид. Целиот објект е завршен, има доставено вода и струја и наскоро се очекува да биде пуштен во употреба. Може да видат дека се завршени градежните работи и се создадени европски стандарди за третман на малолетниците кои се моментално сместени во затворот Охрид веќе 5 години. Вкупната инвестиција на овој објект е 4.100.000 евра, со тоа што очекуваме во наредниот период преку разни проекти, како што се UNDP, УНИЦЕФ, Холандски Хелсиншки комитет и други пријатели на Република Северна Македонија, да помогнат во изнаоѓање на содржини квалитетни за справување со малолетничката деликвенција во Република Северна Македонија. ВП домот започна да се гради уште од 2014 година, но градбата се одолговлекуваше поради недоразбирање со местното население. Проблемот се надмина. Установата мора што побрзо да се пушти во употреба, затоа што тоа од нас го бараат меѓународните организации. Дури ни прети и опомена од Комисијата против тортура на Европската Унија, дури извештајот за Македонија како Република Северна Македонија како апликант за влегување во Европска Унија. Зависи нашиот успех од извештајот од Комитетот против тортура, од реформите во овој систем, а овој наш проблем беше еден во пенитенцијалниот систем на Република Северна Македонија, еден од најгорливите, најактуелните и ние сакаме да укажеме дека брзо ќе го решиме, да превенираме, да немаме некои последици со извештаи кои што би одиле на наша штета, да промовираме дека набрзо се ќе биде решено на еден најубав начин во најубави услови. Инаку штитениците заедно со вработените во војниот конфликт во 2001 година беа обколени и збркани од стариот ВП дом во Тетово, лоциран веднаш до тетовското Арабат и Баба Теке. Сега објектот катастарски му припаѓа на исламската верска заедница, која ја доби оваа парцела со денационализација на земјиштето.